60% од причините за целата смртност се проблеми со срцето и крвните садови. Најголем проблем и понатаму е неправилната исхрана. Значи, под неправилна исхрана подразбираме прекумерен внес на брзи шекери, на брза храна, на прекумерно користење на масла. Каде луѓето грешат во исхраната? Храната да биде што помалку пражена, значи да биде поприродно подготвена и да се лимитира малку внесот на шекерите и на белото брашно. Од друга страна, физичките активности се или мали или никакви. Значи, физичка активност е потребна и на здравите и на болните. Од медицинска гледна точка, например, болните кои што имаат шекерна болест имаат и такако огромни бенефити од физичката активност, они што имаат кардиоваскуларни болести, значи буквално сите, исто така и здравите заради превенција и заради подобро чувство. Ова е уште поважно бидејќи следува Божик, а со тоа и уште поголеми ризици по здравјето. Особено внимателни треба да бидат оние што постеле. Не можете да одите по шема бидејќи се работи за зборуваме за различна возраст, различен пол, различна старосна група, различни видови неисхрана. Меѓутоа генерално може да кажеме помал внес на калории и поголема изнес преку физичка активност. Колков процент ќе се откажат од предизвикот добра храна и алкохол е неизвестно, но со богатите трпези задолжително доаѓаат и проблеми. Помеѓу здравје и ризик, одберете уште од сега.